Мразам кога луѓето ме шалтерисуваат. Знаете што е шалтерисување? Непотребно префрлање од еден шалтер на друг, на трет, за на крај да сватите дека тоа што го барате можеле да ви го обезбедат уште на првото место. Затоа и уредниците од Институтот за комуникацијски студии ја создадоа само прашање. Таму вие поставувате точни прашања, а тие ги упатуваат на точните места. Оттаму и народната поговорка: кој бара рецепта за пита, не скита. Или не останува гладен. Или како беше? Се извинувам. Да, се извинувам, едно прашање, да. Дали топло време и вас ве тера да мислите само на годишен одмор? Поради жештината на ова прашање на Симона од Струмица, колку денови годишен одмор ми следуваат, решив да се довлечкам во влечкиве до единствената институција која што се бори за решавање на овие жешки прашања. Конфедерацијата на слободни синдикати. Да одиме. Работникот кој што за прв пат заснова работен однос се стекнува со право за годишен одмор со најмалку 6 месеци непрекината работа кај ист работодавач. Согласно Законот за работни односи, годишниот одмор трае најмалку 20 работни дена, но со колективен договор или со договор за вработување тој може да се продолжи најмногу до 26 работни дена. Согласно општиот колективен договор, критериумите од кои зависи должината на годишниот одмор се работниот стаж на работникот, сложеноста на работните задачи кои што тој ги извршува, условите под кои работи и секако здравствената состојба на работникот. Из лавиринти од ходници, врати, шалтери, директно до вас. Ви донесовме вредни одговори на дел од вашите прашања. За останатите, сега веќе знаете каде да се обратите. До следната епизода поставувајте прашања на самопрашај.мк. Чао!